Доктор Александар Гацов од Штипе исклучително познат оториноларинголог, а репутацијата ја стекна откако медицинските студии и специјализацијата ги заврши во Бугарија, каде на работа остана 10 години, а проблемите во неговата специјализација ги учеше од најдобрите. Сепак, доктор Гацов во Македонија се издвои како еден од најуспешните во справување со апнеата. Каков проблем е всушност апнеата? Ноќната апнеа е проблем кој во суштина го засега за спиењето кај возрастната популација. Исто така се појавува и кај децата, но веќе детската ноќна апнеа е поврзана со други функционални нарушувања кај помалите. Кај возрастните, во суштина апнеата ја делиме на два типа. Првиот тип е централната ноќна апнеа, која што за среќа е доста ретка, и исто така обструктивната ноќна апнеа, која што е најчесто среќаваната. Обструктивната апнеа во суштина се должи и се случува во текот на ноќта, по време на сон се добива една релаксација на мускулатурата на грлото, поради која релаксација се стигнува до блокада на водишењето и соодветно до целосна симптоматика која што се појавува во последица на тоа сопирање на дишењето. Кои се првите знаци и симптоми на нарушување на спиењето? Првиот симптом и основен е силното и гласно рчење во текот на ноќта, кое што соодветно доведува до блокада на дишењето кај пациентите. Таа блокада и намалување на кислородот во текот на ноќта води до други функционални нарушенија кај пациентите, нарушувања кај пациентите. Најосновниот симптом и најважниот е умората во текот на денот. Пациентите тешко се фокусираат во текот на денот, заспиваат при вршење на секојдневните обврски, има главоболки во текот на денот, намалување на либидото, емотивност до депресивност кај пациентите. Исто така се стигнува до нарушување на метаболизмот. Апнеата не бира возраст и затоа најважна е раната диагноза. За жал, апнеата е една диагноза за која во нашата држава е помалку зборувано, за разлика од Европа. Статистиката зборува дека во Европа најчесто диагнозата се поставува помеѓу 30 и 39 годишна возраст, кое што за жал кај нас не е точно така и се стигнува до диагноза во многу покасна возраст. Како се диагностицира апнеата? Испитувањето за ноќна апнеа кај нас се врши во домашни услови. За целта се поставува апарат кој што следи во текот на ноќта за блокади, апнеи и хипопнеи кај пациентите. Исто така во текот на целата ноќ се следи за рачењето, се следи за активност, движење кај пациентите, се следи сатурацијата, кислородното наситување на крвта и во зависност од тоа испитување се оценува каков тип на ноќна апнеа има самиот пациент и исто така се оценува во која степен е ноќната апнеа, соодветно ја делиме во 4 степени. Доктор Гацов користи современи методи за третман на оваа состојба. Методите за третман кај ноќните апнеи, кога е во полесна степен, први и втори степен на ноќна апнеа, се препорачува на пациентите физичка активност, намалување на килограми, исто така оперативен третман при блокади во горни дишни патишта, најчесто тоа е така наречената увулопалатопластика или поедноставно кажано затегнување на меко непце, и во суштина тоа го помага кај пациентите, се намалува рачењето и тие блокади и апнеи кај пациентите, додека веќе кога ноќната апнеа е во потешка форма, трета, четврта степен на ноќна апнеа, лекувањето е со автоматска ципап терапија, која што во суштина представува носење на маска и внесување на воздух, значи не кислород, под притисок во горни дишни патишта, со кое што соодветно исчезнува и рачењето, а и ноќните апнеи. Досега успешниот доктор решил голем број проблеми сврзани со оваа состојба. Кои се реакциите на пациентите кои сега мирно спијат, а мирно спијат и тие околу нив? Може да кажам дека животот ми се промени. Едноставно пред тоа, секој утро кога ќе станев, мојот ден започнуваше со умор, замор. Јас не се чувствував наспан. Едноставно, како воопшто да не сум спијал. Животот ми беше многу тежок пред тоа. Но кога почнав да го користам апаратот, уште првата ден се јавив само на докторот, веднаш му се јавив на Александар и му кажав дека веќе се чувствува голема разлика, мојот живот не е тоа што беше. Пациентите кои користат
ципап терапија или маската за која што споменав, во суштина над 90% исчезнува целосно рачењето, додека кај останатиот процент се забележува значително намалување на рачењето, исто така исчезнува и целосно симптоматиката која што ја имале претходно. Пациентите се разбудуваат одморени, наспани, во текот на денот почнуваат да функционираат нормално, се повратува желбата за физичка активност, мотивирани се и соодветно сите ризици кои што ги носи ноќната апнеа се намалуваат значително. Здравиот сон е клучен за здрав и успешен живот, а благодарение на посветеноста на доктор Гацов, многумина открија што значи да се разбудат одморени, полни со енергија и подготвени за предизвици на денот. Неговата работа не е само професија. Таа е мисија која носи светлина во ноќите на оние што долго не можат да одморат во темнината.